Никад, освен што треба да се ожениш, другар, тебе ти треба и акаунт на Златна копачка да направиш, за да не те чекамо емисија, да ми касниш со сати, туку мора да бидеш со времето. Ајде, куцај таму. zlatnakopачка.mk. Ајде да видам и ја тоа чудо што тебе ти заменува одење во кладилница и уживање на лице Горе место. десно ќе ти се појави логирај се, ти дека Добро. немаш акаунт, идеш регистрирај се. Добро, гледам. Со самото регистрирање, другар, ќе ти побара депозит 300 денари. Чекај се. Треба ја за ова се дидам да се акам до банки за Било депозити. тоа некогаш, тоа викам не си со времето. Значи сега преку Visa или Mastercard уплаќаш 300 денари, добиваш ваучер од 1000 денари. 100 денари имаш еден тикет, секој нареден 10 пати исто толку. Така да Добро. нема веќе гужви, бркање, не можам ова, она, седиш со мене, си пиеме кафенце, си се обложуваш онлайн. И па тоа значи дека за да играм против Манчестер, не морам да одам до кладилница, него можам и од телефон против Така е. Манчестер. И да си искористиш 1000 денари ваучер, другар, бонусче, со самото регистрирање. Слега, јас знам дека ти фудбалот го разбираш од 0 до 10 и под нулата, ама не мислев дека до волку тоа ќе се докаже како во случајот со Солскјер, што ти толку го правеше тренер, тренериште, Ајде бе, еднаш ке ова и од Оле Гунар треба Оле Бунар да се прекрсти. Не можеше да спиеш додека не ми За го плеснеш Мориньо ова. истрошен, потрошен со прочитан фудбал, тој потрошениот на Оле Гунар што му направи? Што му направи? Што му направи? Се случува бе, другар, се случува кога Црепон Мегвар Се случува, те не изгазате на шест заслужува гости. Грезда носија камоли капитенска лента бе, другар. Ја тоа за Мегвар го зборам 100 години. Па што сакаш повеќе? Многу луѓе, не, до Солскер, капитен на бе, брат, Манчестер Солскер. не се станува тек така. Еве да видиме како се станува капитен. Човекот не изгубен у простор и време. Еве, гледај го. Не знаеш што, поглед на 2 пати со глава си играл, а и остај тоа го Бута па својот играч. Кај го има ова бе, ова нема компас човеч. И после Солскер ќе ми кажеш нешто. Значи Мегвар е една Не дрес, Една глобална лента не фудбалска заслужува, катастрофа, ништо не не само. заслужува. Он ти и плюс најплатен дефанзивец е бе. Еј, Па тоа ти ова кажувам ли? за фудбал. Не знам. Катастрофа. Брат, од сето тоа- И сега пази ти, какви капитени имал Манчестер и овој сега со нив да застане уста реченица. Гледај ја ти сликата, Тончи, пуштај, оваа слика стои во чело во музеот на Манчестер Юнайтед. Гледај, Видич, Гикс, Руни, Сколс, Бекам, Кантона, ова се се капитени на Манчестер од историјата. И ти сакаш да ми кажеш дека еден ден Мегваер ќе заслужи да меѓу овие да застане. Мегваер треба додека е време, Дзидарија, Молерија, Кнауф поштено си заработува, да не ги лаже светот дека е фудбалер. Пази, имаше една многу јака шала, дека Ливерпул све сака да биде ко Манчестер, па веќе да не само што беа ко Манчестер, него и го надминаа Манчестер, па браќата им се случи ова. Види ги брат, едве чека да е кога е крајот, вика кога изгубија е крајот, има ли 7-2, крај? Нешто изгубија 7-2, изгубија 7-2 од екипа која што пред 2 месеци за еден бод се спаси да остане у Премиер А лига. тие пак шампионски тим, што шампионски тим задни пут што изгубил со 7 парчиња е Арсеналот 53-та брат. Гледај ги таму овие на левава страна Салах и Арнолд. Гледаат у небо, има ли крај Крај дали има. Може кој што сака да збори, да се жалат од онаа генерација на Ливерпул, кога не се знаеш од кај ги товараат со камиони, од општина ли им ги доделуваат играчите. Вести за едно. Ама на овие ликови, Тончи, пушти ги. Едни легенди на Ливерпул. Тоа се, Киријакос и Шкртел. Значи Шкртел не бил техничар, бил насилник, не разбира фудбал. Киријакос бил изгубен у фудбалот, бил грчкиот Мегваер, не знам што. Па само на PlayStation 7. Ами овие двајца со целото свое разбирање или неразбирање на фудбалот никад 7 гола не си дозволија да примат, а не па од Астон Вила екипа што испаја мајсторе. Комедии на секаде се случуваат, ова е трагикомедија, ама тоа кај нас што се случи викендов брат у втора фудбалска лига, тоа до сега
ни најпијаниот судија не би го досудил, татко ти да ти суди, па на син му не би му го досудил, не знам каква ситуација. Ај покажи ми баш да На видам. тиквеш слога виница, Тончи пуштај видеото да види Никац каков пенал во македонска втора лига има досудено. Погледни брат како го утепа човекот. Не, ама ти не си управа. Духови шета, Ама бе. зашто одма судијата пијан? Може овој го погледнал урокливо, може му дувнал, може имаше у Драгон Бобе Камехаме бран, може тоа му направил. И пеналче. Чао, ле, пријатно. ле, Тоа ле, е. ле, А ле. духови Чекај бе, потери. има ли тука македонска втора, трета лига да се обкладиме у секое коло Уште по еден потрагично. ваков дека ќе паѓа? Уште потрагично, брат, и у прва лига што ни се дешава. Пелистар Вардан, некогаш најголемо дерби, ден денес треба да е така вечно дерби. Видели Македонското Ел Класико што го каков кажа. офсайд му скратија на Вардар Реве, преку слика ќе ти демонстрирам. Веќе е топката, значи, испратена Одадена, до да. Цветановски. Погледни го вториот дефазивец на Пелистар каде. Добро, сега ти Офсайд. не биде на крај срца, може Знаеш судијата- колку ги има вакви моменти? Може судијата баш у моментот му се јавиле сендвич дека му стигнал, може жена му Па нешто, да. не го видел, не го Ама видел затоа се човекот. кренаа брат и бореци, беласица и работнички со соопштенија, со едно со друго мора да се сменат работија. Се раја ново опасно Ел Класико кој што се одвива пред се на социјалните мрежи. Едниот актер веќе добро познато Согово Тончи пушти, ова е една од појаките работи. Админ осеќа морална одговорност да се извини на сите фанови што изиграват дворски шут на македонската спортска сцена и се е појакото. А тимот нема победа на официјален натпревар во последните 11 месеци. Секоја чест. Поразите и нерешените резултати се дел од секоја игра, но кај нас се дел од секој дневието. Браво, браво. Јас одчувствувам со човеков што вика изиграм дворски шут, па момци вратете му на терен малце на човекот да објави еднаш дека сте победиле, еве и ние навиваме сесрдно за вас, а и за него како Корона е колега. да помине коронава за 2 години ќе биде. Другиот актер, кој што ќе го видиме наскоро, игра против Плачковица. Од Плачковица неколку играчи наместо да дојдат во македонска каменица, отишле у Делчево, гутнале и градот и стадионот. И сега Саса, која што е домакин на таа утакмица, како со нив, па така джентлменски се шали на социјални мрежи, ајде Тонче да видиме, вика капитенот на ФК Креативно Плачковица го нема учи што. патот до македонска каменица. Еве. Она индијанец што тек дочекал цивилизација да му објасни населени Ама места, и реалноста е географија. ваква, брат, дефинитивно реалноста е Значи ваква. од сега наместо да Втора, гледаме трета лига не е ни почната, реалноста у втора лига е ова. Никад свака како вечити фан на мазата, смеам ли да те прашам, брат, како ги доживуваш оние трансфери кога некој твој омилен играч ке заминеше за лутиот ривал работнички, оние 90-тите, почетокот на јадите. Па види, ние што сме аеродромски деца пораснати покрај салата Ене Сандански, поготоа тамо 95-та, 6-та, 7-ма, кога имавме 6, 7, 8 години, баш тогаш кога бевме најнапалени за кошарка, не ни беше се едно кога тој до вчера онака во паркче што си го гледал или во лименката во тогашната сала, одеднаш као нигде никаде ќе отиде на пример во работнички. Тоа тешко го поднесувавме, ти кажам. Посебно од тебе има после страв да одат по улици, брат. Какви закани имаше по телефони. Не, али шала на страна не ни беше sejedno и поготоа што тогаш тоа се доживуваше многу Емотивно. пострашно, многу потрагично, да. Сега некако малце тој жар можеби е изгубен, ама тогаш тоа го доживувавме лично, као буквално татко, брат, братучет да ти отишол во работнички. Па братче, еве сега имаме еден таков денеска во нашата емисија, па ќе видиме како беше неговата кариера. Со нас е Борис Нешовиќ. Една кошаркарска домашна. Да. Ова за поканата. Да. Борис, кога ќе слушнаш вака за трансфери, мазата, работнички мазата, ти си еден од тие ретките Баш, така. Ти играше во мисле баш во оној период кога јас и моите другари од основно и од мало растевме, кога точи осознававме кошарката, баш калименката, нашата Мислам емотивна. дека тоа беа златни времиња на македонската кошарка. Не само од играчки аспект на домашни играчи, него и од градот и
живееше за кошарка. За градското дерби работнички МЗТ се правеше недела дена муабет унапред што и како ќе се деси. Имаше ситуации, ние карикиран треба да играме утакмица во градски парк или во лименката во аеродром. Во 6 треба да се дое во сала, од 7 почиња на преварот, нормално со телевизиски преноси све. Во 6 сат не можеш да се паркираш пред сала. Лагаш во сала, салата полна. Значи, интересот беше огромен, квалитетот беше огромен и беше кејф и милината да се игра во тоа време. Па ево и сега, после 20 и кусур години, кога ќе се погледнат снимките од тие дерби мечеви, човек не може да не го фати носталгија, да не се наежи. Да не ти се верува дека си играше тоа таква кошарка кај нас. Па се играше зашто во тоа време зборам за овие две екипи, работнички и МЗТ, претежно квалитетот го носеа домашни играчи. Значи во таа година кога играв јас во МЗТ, можда не бев носечи играч, имаше многу подобри играчи од мене, али можам со сигурност да кажам дека 10 играчи што бевме во МЗТ, освен Марк Дин домашни, сите дававме квалитет. Значи што на домашен терен, што во Сапорта купот каде што паднаа сите ривали во аеродром. Имаше еден странец. Дека сега ситуацијава е променета. Во која смисла? Во смисла на квалитет на домашни играчи. Сега во секоја македонска екипа можеш да најдеш 2 до 3 максимум квалитетни домашни играчи. Еве сега МЗТ тоа го прави, има 5-6 домашни играчи, другото се све странци. Зборам за МЗТ. Другиве домашни екипи кубурат со домашни квалитетни играчи. Значи све се странски играчи увезени од надвор и они даваат некој квалитет на лигава, ама тоа е краткорочно. Додека во наше време без добар домашен играч не може да направиш екипа. И правило беше дека која екипа ќе ги земе сите добри домашни играчи, таа има и највише шанси да освои титулата. Колку беше тешко тогаш да се влезете во репрезентација, знаејќи дека скоро сите тешко. прволигаши си имаат домашни лидери и играчи кои настапуваат на домашна Многу тешко. сцена Ја на пример влегов во поширок список прв пат 95-6 Благој Георгиевски Буштур покојниот ме стави на список и ме викна на припреми во Берово. Беше коректен со мене и кажа дека конкуренцијата е голема, али дека сака секој максимум да даде и да видиме кој ќе влезе во тие 12 за во репрезентација. Истото се деси и со Заре Марковски која беше селектор, и он ме викна во поширокиот список и беше пеколно тешко да влезеш во тие 12, бидејќи Македонија во тоа време го имаше Петар Нововски, го имаше Врбица Стефанов. Имаше многу квалитетни домашни играчи и затоа и самата репрезентација даваше и резултат и успех во тоа време. Па негде мислам дека до фамозното 4-то место во Литванија. 2011. После тој период има нагло пат на Ма веќе 9 репрезентативно. години се Нешовиќ. Колку треба да поминат за да се создадеме едно ново јадро, еден добар костум? се створи еден јаз, за тоа баш во емисијава зборуваше кај нас и Војдан, капитенот, дека се створи јаз од таа генерација до сегашните репрезентативци. Па се створи- Некои генерации измеѓу се како да се изгубија. Се створи јас од проста причина што многу генерации кои даваа резултат, кои играа по клубовите во Македонија и во репрезентација, што во Македонија, што и надвор, дојдат да завршат кариерите. И дојде нагла промена на генерациите. Сега, овие новиве генерации, со секое поштовање према нив, мислам дека не се на тоа ниво од тоа време ние кога игравме, што во македонските клубови, што во репрезентација. Се изгубија доста спонзори квалитетни што финансираа во клубовите, што дава потенцијал да клубовите работат и стварат нови генерации. Се изгубија квалитетите на младинските лиги во клубовите. Јас сега еве збориме цело време за МЗТ, ама ќе кажам за работнички. Работнички исто беше расадник за млади играчи. МЗТ можда у тоа време Мирза Куртовиќ, Тони Симич и уште некои излегува таа младинска школа. Ама работнички 90% од младите играчи излегува од тој младински кадар таму. Дали има доволно способен кадар да работи со млади играчи?
мислам дека во Македонија има ова кадар, но проблемот е, има уште еден голем проблем сега што моментално се дешава во Македонија е тоа да многу наши млади деца кошаркари кои имаат потенцијал и кои даваат некој резултат веќе на 13, 14 па и 15 години идат од Македонија и си тражат шанса негде надвор од Македонија да се докажат, да створат своја кариера и да станат играчи. Зашто се дешава тоа? Се дешава од едноставна причина што клубовите во Македонија, пак ќе зборам за овие главниве, работнички, МЗТ и другиве што се, немаат стратегија како и што децата да ги задржат тука, да им ги понудат истите услови што им ги нудат и другите клубови надвор од Македонија. Еве ќе кажам конкретен пример. Сите ние играчи што игравме во Македонија, бивши, сигурно имаме некој пород деца што секако и они сака да станат кошаркари. Пример, на Душан Боцевски малиот, он е сега во Италија. Че детето е талентирано, високо све, пред 2 години дојдоа луѓето од Италија, го видоа, му дадоа добри услови и он си отиде во Италија. И он сега Тони Симич и на Тони Симич малиот отиде во Барселона. На Врбица Стефанов синот е во Италија. Нека не ме фатат за збор и други некои што сум ги спомнал, а ги има многу во моментот. Значи многу такви наши деца кои треба да останат тука во Македонија по мене и тука прво да ги покажат своите квалитети, па после да се продадат надвор, они веќе на 13-14 години идат надвор од Македонија и фактички во Македонија остануваме со деца кои можда ќе пружат некој квалитет, ама не се на тоа ниво на тие деца што отидоа надвор. Порано работнички па и МЗТ секоја година црпеа од младинските погони играчи, влагаа во првите екипи и со тек на време они станаа носители, играа по репрезентации, после се продадоа надвор и станаа играчи. Деликатес во тоа време беше доста конкурентен и куп успеа да освои, а Кочани сега... Тоа беше еден проект исто на Кочани Деликатес, каде што газдата Анонимус во градот беше љубител на кошарката и вложи многу средства. Се сеќам во тоа време дека првиот американски играч во Македонија по самостојување дојде во Кочани Деликатес. И тоа беше огромна фама, градот живееше. Ја играв 2 или 3 сезони, да не ме фаќате за збор во Кочани. Јас имам еднаш изгубено од работнички утакмица во Кочани и МЗТ еднаш немаат победено, ама и на двете утакмици имаше прекин. Се испразни салата или се деси инцидент. Иначе во нормален тек они немаа победено тамо. И беше добар проект, али не можеше да опстане повеќе после 4-5 години и тој клуб сгасна. Имаше и во годините клубови кои што 1-2 сезони правеа добар успех, Поло Трейд, Балкан Стил, меѓутоа после замира, ги снемуваше. Тоа се тие Цела лига од такви клубови можеме да направиме. Да, малтене, значи 8, па мислам дека еден период и МЗТ ќе доеше под клjuč. Да, маршот за спасување. Маршот за спасување, аеродромците и тогаш Петровиќ, тренерот, изигра исто голема улога, он беше тренер во клубот, помагаше од сите страни, клубот го отстоја. Значи, 8 работнички и МЗТ во поновата историја на Македонија има доста клубови што така ќе се појават на пазарот, ќе дојде некој газда што сака преку ноќ да направи резултат, ќе потроши огромна сума на пари, ќе види каде што и ќе се откаже. Сите тие, како да кажам, немаат стратегија. Не можеш ти за 1, 2, 3 години и да правиш резултат. Верувам и долго го паметиш оној култен историски меч за нас, беше дел од МЗТ кога ги победивме Реал Мадрид, не знам дали играше на тој надпревар. Јас во Скопје не играв бидејќи имав дисторзија на скочен зглоб, играв во Мадрид. Во Скопје бев на клупа. Постои една култна снимка каде што Љубомир Николовски вели тишина е потребна кога Перо Блажевски ги штира слободните. Во моментот кога Перо застана на линијата за слободни. Штама уставата. Во салата на една се деси штама. Еве и сега кога зборам мислам дека ми се ежи кожата. Значи, колку и да не си мотивиран, колку и да не, кога ќе видиш таа атмосфера, таа публика, кога ќе излезеш на терен и да сакаш и да не, ти ќе даеш не 100-200% максимум и резултатот ќе иде. Има една интересна работа во таа генерација во МЗТ што бевме 8 Марк Дин.
Мислам дека клучна работа за тоа што бевме, не само што бевме квалитетни, добри домашни играчи, него владееше едно многу големо другарство во екипата. Ние во тој период, со секоја почит према луѓето што го водеа клубот, ама клубот тогаш не беше на добри финансиски ноги. Кубуреше, имавме проблем со примања, со плати. Утакмиците што ги игравме немавме како сега што имаат услови директна врска авионска од Скопје лета, доаѓа во хотел, утре денте има тренинг, игра утакмица, него ние идевме за Софија, па спиевме таму, па летавме со еден авион, па доваѓавме, значи тоа беа патешествија од по 4-5 дена и тоа беше све проблем плюс за нас, ама ние како екипа бевме сплотени. Кажи ми фудбал колку следиш? А фудбал следам претежно навијач сум на Милан, да ти кажам право, и го следам кај тоа. Го следам Што следиш последниве од времето кога беше Шевченко, 2006 кога бе европски прваци. Да, така. Традицијата ни е во оваа емисија, Борис, да типуваме. Имаме и 5 надпревари понуда од златна копачка. Добро. Па да те тестираме. Овој викенд има Лига на нации, репрезентации се. Да, така што да ти кажаме одма дека овие 5 утакмици што ќе ги одиграш, доколку испаднат добитни како на ливче, златна копачка со ваучер од 500 денари пута коефициентот што е освоен, ти дава можност да ги донираш во хуманитарна цел по свој избор. Добро. Франција, Португалија. Да, ова се некои начелни типови овдека, меѓутоа ти можеш да типуваш што ќе ти Па падне. не знам, по мене мислам дека Франција е фаворит овде. Без разлика што Португалија, Роналдо, мислам дека он нема толку. Не знам дали ќе види во состав Роналдо за Португалија. Обично Најави, репрезентација не одбива никогаш он. не одбива, ама мислам дека Колку и да Франција е. е по-компактна, по-голем број на квалитетни играчи. За мене ова чискет овде. Никац? На Роналдо му фалат уште 8 гола за да стане најдобар репрезентативен стрелец на сите времења во сите светски репрезентации. Нема да сака да пропушти шанса, а Франција е домакин, добра е, има голови, ја мислам дека тука ќе биде дури 4+. Тешко даваат предузите. Јас ќе кажам да не биде без победник, мислам дека овој надпревар ќе заврши X. Англија, Белгија. Англија, Белгија. Да. Уште еден Реприза од супер бронзата неизвесен меч. од прошлото светско. Мислам на голови 3+. Да се изигра. ГГ 3+. Да, гол 3+. Да. Никац? Јас би одел тим 2+, дека Белгија барем 2 гола ќе даде на Англија. Браво, мајсторе. Ајде, јас од 0 до 2. Мислам спротивно дека нема да има голови. Тука ќе биде тврд напред. Мислам дека овдека без публика ќе се игра. А публиката е голема предност за Босна. Апсолутно. Така да мислам дека Холандија овде е апсолутен фаворит по мене. Двојка. Никац? Јас ова би играл на голови ГГ 3+. 2 од 2. Русија, Турција. Оваа би играл единица. Сепак Русија на домашен терен е. Они направија резултат задниве година-две. Имаат некоја традиција, може и единица. Да. И ја тука се согласувам и ја идам кец на Русија. А јас тука на голови, гол 3+. Имаме ли уште некој? Да, и ова е постан. Хрватска, Шведска. Шведска. Хрватите играат добро и на европски, на светски квалификации задниве 10-15 години. Сам дека ова е единица. Никац? Јас мислам дека е Многу единица, ги ама мислиш ја ти. идам кец и тим 1-2+, дека Хрватска ќе победи со барем дека бар 2 гола ќе даде во победата. Двојка. Чиста двојка на Шведска. Така е, братче. Ајде идеме рисик. Дали ти се чини дека малце Евролигата е претоварена со американци во однос на претходно, дека Европската- изводните играчи се запоставени и дека НБА некако отиде напремногу во забава. Европската кошарка по мене, значи со секој респект на НБА, од тренерска гледна точка играат поквалитетно и потакмичарска кошарка. Така. И сите добри екипи во Евролига што играат овие имаат малтене од 10 до 12 играча, бидејќи системот на надпреварување им е многу подинамичен, че играат среда, сабота,
Значи секоја недела играат Евролига, играат домашно првенство. Мораш да имаш у ростер 12 играчи за да можеш да го издржиш тој напор и тој циклус. И доста квалитетни тренери, доста квалитетни играчи. Додека НБА лигата, па ќе кажам за од мое време, јас кога бев 90-тите и 2000-те, и таму е паднат квалитетот. Има многу голем број на европски играчи сега што играат во НБА лига, И што во наше време беше парадокс. Дражан Петровиќ, Владе Дивац, Дино Раџа од Југославија зборам, Сабонис и Марчулјонис од бившите Да, литванците. од Русија и уште пар, али тоа беа играчи што беа екстра играчи за тоа време. Нешто за крај сакаме да те подсетиме на едни слики, твои слики, накратко да ни Да, кои што сведочат дадеш по еден за кариерата коментар. твоја. Ова долу средина е Купу Радовиш со МЗТ кој освои. Ова е таа генерација што го тепавме и Реал Мадрид. Така. Да, тоа е тоа. А ова горе е Кочани деликатес работнички финале, мислам 94 или 95 во градски парк. Ете Грег Грант, американец, ова е Душко Боцевски, Марко Ивановиќ, позади Георги Књазев. Ова е 2000-та година, Зенит, мислам, и на мојата кариера и Со Срđan со Станковиќ. Срđan Станковиќ, он е за МЗТ, јас сум за работнички, полуфинале 2000-та година, 99 или 2000-та. Мислам дека таа година Николферд прв пат стана првак. Да. Сега според дадетот треба тука да ни дадеш еден автограм за ова да се најде на ѕидовиве наши, овели. Овде доле или? Па доле не е сликата, така да биде. Нешто ви ти благодариме за регистрираш следната тоа време. камерчето наше. Беше често. Фала на гостувањето. Фала и на вас ушеднаш. Па се надеваме дека ќе се видиме и во иднина со пополни сали и со поголеми успеси. Јас се надевам. Никад ме радува што си научил малце. За разлика од минатата година, сега си се подобрил. Гледам, не можеш границата од две утакмици да ја надминеш, ама од почеток даваш знаци. Ти треба да ти дојде до југите овдека у двете здрави што ги имаш, дека првата сезона ти дадов фора, малце, Да, пошто да, посладко е да, кога ти дам, ја не една утакмица, не едно коло, една сезона фора ти дадов. Еве, Ама јас се работа си доаѓаат на свое место. да биде интересно, морам Тончи, ајде, пушти. уште од старт да попуштам. Дечко, јас Јако. првото коло фатив 4 плюс и X. Не си спил, брати. X. А ти ова да со се тие докажеш твои дека утакмици, X си 2 фатил, до бе, 4 човече. гола. Ја мислам наредно коло типуваш нешто кец X и да се штитиш со 1 до 9 голови, брат, на пример. Заради Наумче кој што се покажа као многу јак типувач, Јувентус мислам ќе биде коректно да го причекаме. го урочивме на ум. Ова 0,01 Наумче, ова те частиме тем нули да не бидат све, пошто толку со ракометната кариера не задужи, барем ова кецов на крај да го ставиме да не бидат Секоја све чест. нули. Слаго, јас мислам дека е ред веќе и со мозгалиците да се вратиме, со тоа што Така е. од оваа сезона мозгалиците ни се појачани и со една наградна игра, тие техникалите Слајан ќе ви каже, јас сум тука за помислечкиот дел, а прашањето е кој играч на Челси што беше прославен играч на оваа екипа претходните 10-15 години, игра во одбраната, беше донесен од Руската лига, односно од Локомотив Москва. Точниот одговор пишете ни го во коментар, лајк и шер на видеото, а најсрекните 6 мина ќе бидат наградени од златна копачка со ваучери од по 200 денари. Имињата ќе бидат познати во следната емисија по наш случаен избор. И добро бе, Никат, што е со дресов да не победија Шалке? Имаш смисла за хумор. Кога сме кај победувањето и кај Шалке не пак изгубија 0-4, место Шалке, Шалке 0-4, и со името им се уклапа. Баш кај сега се Шалке 1-15 според гол разликата, ама еве да не викаат луѓето јас Шалке не го сакам, јас све нешто против Шалке, денес која емисија гордо го носам дресот од Шалке 04 и се молам и свеќак идам да запалам само да не ми тргне имене ко на Шалке.